Практичниот и симпатичен кросовер Каптур е ажуриран за да се бори со силната конкуренција. Највидливи се измените на предницата, која е потполно нова и дава сосема поинаква слика на возилото. Помалку видливи зафати има на задниот дел, каде се задржани светлосните групи во форма на буквата Ц, но сега со изменета графика. Очекувано, додадено е новото освежено лого на брендот напред и назад, како и детали за актуелниот визуелен идентитет. Предходниот RS Line повеќе нема да се нуди, а заменете со Esprit Alpine како највисок пакет на опрема. Купувачите ќе имаат на располагање ни помалку ни повеќе туку 14 комбинации на каросерија во две бои и исто толку еднобојни. На ефтиниот Renault Captur стандардно има челични тркала од 17 инчи, кои опционално може да бидат алуминиумски, додека оние од 19 инчи се резервирани за пакетот Esprit Alpine. Иако промените во внатрешноста не се толку големи, освежениот Renault Captur сега доби инфозабавен систем со екран од 10,4 инчи, додека најголемата дигитална инструмент табла има диагонала од 10,25 инчи. Кожата и хромот се целосно отстранети од освежениот кросовер. Сите облоги и тапацир во внатрешноста сега се направени од рециклирани и обновливи материјали. Погонската гама започнува со 1 литар бензински трицилиндричен мотор со 90 конски сили, кој користи 6-степен мануелен менувач. Поголемата опција е 1,3 литрен 4-цилиндерски мотор од 140 конски сили, засилен со благ хибрид од 48 волти. Истиот мотор има верзија со 160 конски сили, но впарен е со 7 степен EDC. Новост е додавањето во понудата E-Tech Full Hybrid погон како оној во моделот Clio, кој е комбинација од 1,6 литрен бензинец и 2 електромотори напајувани од батерија од 1,2 киловат-часа. Оваа комбинација испорачува вкупно 145 конски сили. За него производителот наведува дека 80% од градското возење ќе биде електрично. Иако дизелите се целосно отстранети од понудата, економична опција е трицилиндричниот 1,3 турбо со 100 конски сили и плинска инсталација, кој со полн резервоар, бензин и плин има автономија на возење од преку 1000 километри. Обновениот Каптур во Македонија треба да пристигне на есен.